На две различни локации со два силно спротивставени табора, така ДУИ ја одбележа 21 годишнината од формирањето. Раководството на партијата прослави во Скопје со панел дискусија за потребата од формирање на така наречен Европски фронт. Огнените во помирна атмосфера се собраа во Тетово. Во 21 година постоење, од кои речиси 19 е на власт, партијата која произлезе од конфликтната 2001 го слави формирањето поделена како никогаш досега. Врвот на партијата, предводен од неприкосновениот лидер Али Ахмети, својот дел од одбележувањето на годишнината на ДУИ го посвети на евроинтеграциите. Да се помириме и обединиме за едината на земјата беше повикот на Ахмети. Треба да се спроведат уставни измени, а за тоа е неопходно помирување меѓу сите кои имаат одговорност за судбината на државата и на земјата. Дали има волја за помирување и обединување? Јас мислам дека тоа е можно ако сите во предвид имаат едината на државата, а настрана ги стават дневно политичките интереси. Но треба да се завршат и домашните задачи, исполнување на стандардите, реформи во судството, во администрацијата, борба против корупцијата и криминалот. Фракцијата на ДУИ зборуваш и за минатото и за еднината. Своите разлики со раководството ги нарече судир на идеи. Се поставува прашањето каде е ДУИ денес. ДУИ е застаната пред предизвикот на судир на идеи и програми. Предизвикот е дали да го ублажиме, оттуѓиме и заборавиме нашето минато, или да ја унапредиме и зајакнеме нашата политичка определба, да ја спроведеме програмата и барањата на албанците кои со толку трпение и демократски отпор се обидуваат да станат дел од Европа, но обединети како народ со национален идентитет. Дали разликите ќе кулминираат и со официјална поделба и формирање нов политички субјект се уште е нејасно, но заедничкиот ЕУ наратив и на двете одделни манифестации, на интегративците во Скопје и на огнените во Тетово, го отвори прашањето дали сега земјата се наоѓа пред клучен избор од кој ќе зависи нејзината иднина. На оние кои што се противат на измени на уставот од било која причина, мислам дека треба да им стане јасно дека ќе си изиграме автогол. Но и од друга страна дека ако сакаат процесот само да го одложат, дека тоа ќе биде двоен автогол. Мислам дека е наивно да размислуваме на начин дека пред нас има премногу опции. Нема премногу опции, има две. Кон ЕУ или надвор од ЕУ. На повиците за помирување и обединување што ги прати Ахмети брзо стигна одговор. Во партиското седиште на ВМРО ДПМН, претеничката група на коалицијата за обнова на Македонија, предводен од партијата на Мицкоски, одржа состанок на кој беше повторен ставот дека нема да даде поддршка на процесот за уставни измени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.